Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Ковачевски, почитувана министерка за труд и социјална политика, господин Тренчевска, почитувана заменичка во Министерството за правда, господја Аврамовска Мадик, почитувана директорка, почитувани присутни советници, вработени во детската градинка Виножито, навистина денеска е посебно задоволството, кога заедно со премиерот, заедно со министрите од владата имаме можност да дојдеме повторно во детската градинка, за да пуштиме многу силна порака, а тоа е што значи кога е силна соработката и колку е важна соработката помеѓу локалната власт и централната власт, секако со релевантни и силни меѓународни институции како што е Светската банка. Општина Струмица, нормално во соработка со ресорните министерства, постојано инвестира во подобрување на капацитетите во детските градинки, подобрување на капацитетите во основните училишта, во средните училишта, но денеска сме во градинката Виножито и може да говориме за она што значи наша надлежност, а тоа е средување на инфраструктурата околу детската градинка. Ние како општина, благодарение на добрите и мудри одлуки на Советот, на мнозинството во Советот на општина Струмица, до сега имаме инвестирано 20 милиони денари, тоа е улицата Атанас Јанев, комплетно со тротоарското уредување. Улица број 1 е веќе пробиена. Близу 9 милиони денари очекуваме дека согласно динамиката која што има изведувачот од јавната набавка ќе се реализира улица број 1, што представува ново грло во целата населба касарна. Овде сакам да го потенцирам фактот дека општина Струмица веќе нема основно или средно училиште кој што не е реконструирано. Ние сите ќе бидеме многу среќни да мотивираме што е можно повеќе граѓани да останат да живеат на село, во населените места, оти големите средства кои што ги добиваме ги инвестираме во селата, за да ја спречиме таа миграција која што ни се случува село-град. И јас ги разбирам коментарите на граѓаните кои ќе кажат дека во населените места немаат доволно услови, немаат добра комуникација со градот. Од таа причина како одговорна општина и општина која што го слуша гласот на граѓанинот и на граѓанките, веќе имаме основано ново јавно претпријатие за јавен превоз и очекувам дека многу брзо ќе заврши постапката за набавка на електрични автобуси и навистина ќе ги подобриме условите за живот и во населените места. Секако јавниот превоз ќе постои за граѓаните во урбана Струмица. Оти само на тој начин, само со партиципативно учество директно на граѓанките и граѓаните можеме да направиме општина Струмица да биде уште поубаво и подобро место за живење. Благодарам.